Името на Никола Мартиновски е едно од неколкуте кои се споменати како автори на слика најдена кај Боки 13. За неговото дело се напишани многу книги. Направен е и документарен филм од Вардар Филм, кој ги обработува делата на овој основоположник на македонската уметност, каде можат да се видат бројни авторски дела на Мартиновски. Ако се пребара по Инстаграм профилот пак на Боки 13, честа е фотографијата на која во позадина се гледа оваа слика, која многу наликува на они од Никола Мартиновски. А токму и таа е една од трите со подпис на овој автор, а заплената од обвинителството. Девојче со пембе шамија, насликана 1940-та. Се смета за едно од најголемите остварувања на авторот во портрет од делата во четвртата деценија на минатиот век. Во критиката од првиот проучувач на делото на Мартиновски, Борис Петковски, за оваа слика уште се вели: ликот на циганското девојче е префинет, со речиси и аристократски изглед, со спокојна положба на телото, со нежна пембе боја на шамијата, врз длабокиот тон на зелено боената основа, стемнетата сина боја на блузата, крваво црвената на здолништето, деликатниот жолто-окерен, окерно-црвеникав, благо моделиран тон на лицето, се организирано во избалансирана колористичка целина. Но патот на сликата која стигнала од Мартиновски до Боки 13 засега е неутврден. Последниот собственик за кој постои некаков трак е впишан токму на книгата од Петковски. Како податок стои дека девојчето исцртано со масло на платно било на М. Бошков од Скопје. Неговото име како собственик се јавува уште на една книга, ретроспектива издадена од Музејот на современа уметност од 75-та година. Ова се и последните податоци каде може да се најде собственикот на ова дело. Кој е М. Бошков засега е непознато. Според познавачите, токму вредноста на оваа слика би можела да биде и најголема во споредба со другите кои се пронајдени кај Боки.